град, а сега си продолжуваме ние со следните содржини. Јас ке му посакам добро утро на градоначалникот на убавиот град Штип. Добре ни дојдовте, господинот Иван Јорданов, градоначалникот, како што кажавме, на овој преубав град. Меѓутоа се одржа пастрма Илијадата. Јас само накратко ќе ве прашам како помина, а потоа ќе зборувате со мојата колешка и за штипските модни денови. Дали тоа ќе биде Штип и секогаш центар на вакви збиднувања? Најпрво, добро утро и од мене. Благодарам на поканата. Првите впечатоци од манифестацијата која што по 16-ти пат се одржа во нашиот град се дека имавме бројни гости, илјадници изедени пастрамајлии, добра забава, дружба и презентација на Штип во едно поинако светло, затоа што презентиравме едно шеталиште во централното градско подрачје, кое што и гостите, но и штипјани имаа можност да го почувствуваат по различниот амбиент и самата манифестација. Така да се трудиме од година во година да бидеме подобри и подобри домакини. И секогаш така не ќе посакувам, а Искра повели, сега зборуваме и за нешто друго. За нешто друго, да. Добро утро и од мене, добро ни дојдовте. Гледачите веќе ја видоа темата за која што ќе зборуваме за штипски модни денови. Сега можеби вака некој прво ќе рече зошто еден градоначалник да најавува моден настан. Прво не станува збор за обичен моден настан, второ има голема позадина и причина зашто се одржува. И трето, можеби најдобро да почнеме од таму од какво всушност значење е текстилната, модната индустрија и за Штип и за целата околина. Па добро, започнавме со пастрамалијадата. Пастрамалијата е специјалитет и бренд на градот, но освен ова, Штип е град на модата, град на текстилот, и ние имаме обврска да го негуваме и да го презентираме ова. Во оваа насока, имајќи ги во предвид глобалните трендови и промени, одлучивме после долги години идеи, предлози, комуникација, што е потребно да се промени, да се направи во насока на промовирање на она кое што е наш белег, одлучивме оваа година на 30 септември, 1-2 октомври, да направиме денови на модата во Штип, со кои што денови ќе ја промовираме нашата мода, нашите брендови кои што текстилни ги имаме во нашиот град, и се надевам дека ова ќе биде почеток на реинкарнацијата на текстилната индустрија. Зошто го зборувам ова? Затоа што мораме да ги прекосиме на глобалните промени, за да ја задржиме текстилната индустрија и за да ги мотивираме собствениците на текстилниот, на капиталот во текстилната индустрија, мораме како град да иновираме, да предлагаме и она кое што ќе следува во соработка и комуникација со, еве да кажам, собствениците на капитал во текстилната индустрија, е да ги мотивираме тие да се реорганизираат со собствени брендови кои што ќе бидат конкурентни на европскиот пазар, на светскиот пазар, на глобалниот пазар. Затоа што бројките се поразителни по однос на тоа каква е состојбата во текстилната индустрија, каква е желбата на младите да работат во оваа индустрија, но доколку се преструктурира, доколку се реорганизира, јас сум сигурен дека на тој начин ќе можеме да ја одржиме и не само да ја одржиме, туку и да, како што напоменав, Штип е град на модата, град на текстилот, така и да продолжи. Јас најдов еден податок, ќе ме коригирате ако случајно не е точно, дека всушност само 8% од сите оние кои што на каков било начин се инволвирани во штипската конфекција, во штипското производство, работат за наш собствен бренд. Дека се друго е за странски фирми и брендови. И сега сосема логично е дека подобро за секој еден од нас, не само за Штип и околината, е доколку работиме за себе, отколку да бидеме ефтина работна сила на другите. Дали и тоа сакате да го постигнете со овој настан? Апсолутно. Тргнувајќи од овој податок, кој што е поразителен, и во комуникација со, еве да кажам, компетентните луѓе во овој сектор, одлучивме да направиме еден поинаков настан со кој што ќе го свртиме вниманието на јавноста, но ќе ги охрабриме нашите домашни компании, текстилни компании, да бидат покреативни, иновативни и похрабри во носењето на одлуки, а можноста за презентација на своите колекции и на своите модели
да го направат на еден модерен, иновативен начин и затоа овие модни денови ќе бидат одлична прилика македонската јавност пред се да се осознае со тоа што имаме ние како домашен бренд, како домашен производ, но и да ги мотивираме текстилните компании и собствениците на текстилните компании да се насочат во оваа насока, да креираат собствени брендови кои што за почеток ќе ги презентираат на македонската јавност, но јас сум сигурен дека доколку се вложиме во оваа насока, можеме да бидеме конкурентни на глобалниот и на светскиот, европскиот пазар. Да, не сме имаме мал позитивни пазар. примери, Предпоставам апсолутно. тука ќе треба помош, некој план како се тоа да допре и до другите. Има позитивни примери, има доста домашни компании, штипски компании кои што со собствен бренд се извозно ориентирани и сметам дека тие треба да бидат позитивниот пример кој што ќе го следат останатите компании. Знаете, теркот по кој што со годините наназад се работел, може би бил профитабилен до одреден степен, но промените мора да се случат, доколку сакаме оваа индустрија да ја задржиме и овде, мислејќи на локалниот економски развој, кој што за локалната самоуправа е многу важен, одлучивме да вложиме, да инициираме, да поразговараме и да организираме, за прв пат ваков моден настан со познати инфлуенсери, со познати луѓе од, да кажам, овој сектор, кои што ќе ни помогнат како град и кои што ќе го промовираат она кое што нашите текстилни компании го имаат. Јас се надевам дека ова ќе вроди со позитивни критики и со позитивни можности кои што Резултати? апсолутно кои што текстилните компании ќе ги воочат, а резултатите од она кое што ќе се случува во Штип се надевам дека ќе дојдат со годините кои што следуваат. Сакам нешто да ве потпрашам кога споменавте дека целта е реинкарнација, нели, на оваа текстилна модна индустрија, конфекција. Ако е реинкарнација, тогаш кои би ги издвоили како златни години, да речеме? Па 80-тите години се дефинитивно можеби да кажам највпечатливи години за текстилната индустрија во нашиот град. 70-тите години кога гигантите Македонка, Стиво имале своји брендови кои што биле пласирани на југословенскиот пазар, на европскиот пазар, а Стиво како штипски македонски бренд е бил пласиран на европскиот пазар и представува синоним за едно време по кое што многу, да кажам, луѓе верзирани за текстилниот сектор копнеат. Впрочем, и модниот настан ќе биде организиран во рамки на некогашната Македонка или текстилен бренд Македонка во една од халите, за да прави спој на едно минато време и една сегашност. И Па и иднина. Па и иднина, така, да. апсолутно. Сето она кое што визуелно ќе биде представено, ќе не асоцира и на минатото, но и на иднината и потребата од промени. И така еден малку поразличен, поинаков концепт и настан кој што се надевам дека ќе ја привлече јавноста, не само во Штип, туку македонската јавност, затоа што навистина собствениците на капитал имаат потреба од поддршка, од иновации, од разговор. Ние како локална самоуправа најмалку што можеме да направиме е да го мотивираме и да го направиме да направиме оваа состојба во текстилната индустрија визибилна, а на тој начин секогаш има простор и можност да се родат идеи, предлози, можности, зошто па да не и да успееме во она кое што го имаме зацртано, а тоа е реинкарнирање, реорганизација, преструктурирање на текстилната индустрија, затоа што голем број на вработени работат во оваа индустрија, во овој сектор, доколку се насочат по однос на продуктивноста и по однос на тоа кое што е замисла, сметам дека ќе имаат и повисока заработувачка, она кое што е неопходно за да оваа индустрија остане жива во државата.
Еве, бидејќи и вие им помагате, еве ние како медиум на некој начин да им помогнеме, со тоа што можеме да ги издвоиме, споменеме. Неколку штипски компании се така? Да. За кого станува збор и зошто токму тие? Па јас не би сакал поединечно да ги именувам. Но има и поголеми и помали, колку што разбрав. Апсолутно. Така, да? Неколку штипски компании се вклучија, позитивно одговорија на нашиот повик, да своји собствени брендови, модели презентираат преку моделите кои што ќе имаат можност да ја промовираат колекцијата која што имаат овие штипски компании и на тој начин да допринесат во она кое што го имаме зацртано и во кое што сите сме согласни дека треба да се случат овие промени. Така да, ја користам оваа прилика да ги повикам сите оние кои што се љубители на модата да бидат присутни во Штип следната недела, затоа што има причина повеќе, не само да вкусат добра штипска пастрамајлија, туку и да имаат можност да погледнат добри модели, да се облечат, да изберат одредено парче облека, затоа што Штип го нуди тоа, да си поминат еден престој во нашиот град кој што има што да понуди. Да, и некоја водителка ако си го заборави фустанот дома, да има можност да си го обнови. Едни уште би сакала да ги споменеме, мислам дека многу ќе им значи, ќе учествуваат и студентите на Штипскиот универзитет, така? Апсолутно, да. Целата организација која што ја направивме е во соработка со Универзитетот Гоце Делчев и со студентите, кои што ќе имаат своји модели и презентација на своите модели. Впрочем, тоа е и суштината, да ги мотивираме младите да се вклучат во оваа гранка, која што не би сакал да кажам дека е пред изумирање. Штип има не само високо образование, Универзитетот Гоце Делчев, туку и државно средно текстилно училиште, со кое што имам исто така соработка и сакаме да ги вклучиме учениците, студентите, најмладите во овој процес на реинкранирање на текстилната индустрија, да дадат свој белег, свој допринос во она кое што ќе следува со годините. Да потсетим уште еднаш, започнува на 30 Така. септември и 1 и 2, 3 дена. 1 и 2, да. Поканите се сите? Па да, целата македонска јавност, сите оние кои што имаат можност да го посетат Штип, да дојдат, да присуствуваат. Што треба секој ден што планира да дојде да знае? Од прилика насоки, што ќе се случува таму? Како да си ги испланира тие 3 дена? Па добро, редоследот на ревиите кои што се во рамки на самата организација Модни денови во Штип, локацијата секако, како што напоменав, тоа е познатиот текстилен бренд Македонка. Нормално дека не е само ова која што го нудиме како можност, голем број на текстилни компании, конфекции, бутици и сето она која што го нуди нашиот град е можност освен присуство на модниот настан да се прошета во Штип по новото шеталиште, по доста голем број на угостителски објекти кои што ја имат невкусната храна, а тоа е штипската пастрамајлија. Ете, отворена покана за сите, но кога сте веќе тука, јас би ви искористила и околу другите ваши проекти. Еве да речеме ова што ви е најтазе, а тоа е шеталиштето Викендов се отвори чинам. Тоа станува збор за главната улица, најголемата улица, како му доаѓа? Па можеби е најцентрална улица, со оглед на тоа што е во строгиот центар, во централното градско подрачје, станува збор за меѓу штипјани позната едносмерната или улицата Ванчо Прке, која што е била сообраќајница до сега. Направивме измена на сообраќајниот режим за да можеме да го прилагодиме градот и потребите на граѓаните и да се создаде оваа содржина во центарот на градот, затоа што со години наназад штипјани имаа потреба од едно шеталиште и можност да го поминат своето слободно време. Се одлучивме на ваков чекор, имајќи во предвид дека е потреба на граѓаните. Има различни коментари од аспект на тоа дека да, потреба на граѓаните, но како ќе издржи сообраќајниот метеж, но сите мерки, чекори кои што се превземаат и ги презедовме, се во насока на намалување на сообраќајниот метеж. Впрочем,
еден од проектите со кој што аплициравме до централниот буџет и можност да се реализираат капитални проекти е обиколница, која што ќе овозможи намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, затоа што преку оваа обиколница граѓаните од едниот до другиот крај на градот директно ќе се поврзат без да го користат центарот на градот или одредени сообраќајници во близина на централното градско подрачје. Ако добро разбрав, тоа е, да речеме, кога доаѓаме од Скопје, тој влез, така, со влезот од кај кон Струмица. Од Струмица, така Апсолутно. и тоа е Да. обиколницата. Да. Ќе биде обиколницата бар. Па јас сум убеден затоа што Кој што ќе чини 2 милиони евра, мора и тоа да се спомене, така. Така. Започната е процедурата и процесот на, еве да кажам, избор на најповолен економски понудувач кој што ќе гради оваа обиколница и кој што ќе додаде вредност во нашиот град, но не само оваа обиколница, како што напоменавте и вие, во градот не само што се случува тековно одржување на постоечката инфраструктура, се трудиме и се вложуваме да создадеме нова инфраструктура со која што ќе го решиме сообраќајниот метеж, но и ќе создадеме содржини со кои што ќе го оправдаме епитетот Центар на Источна Македонија. Паркинг местата се нешто кое што е неопходно во центарот на градот. Создадовме 2 мали катни гаражи, веќе работиме на уште една на трета локација во централното градско подрачје. Воспоставивме јавен градски превоз кој што исто така влијае на начинот на комуникација, на намалување на потребата од автомобили во одредени периоди од денот, нешто кое што повеќе од 20 години го немавме во нашиот град. Доста, еве да кажам, проекти во насока на зелени површини, на можности Штипјани да го поминат своето слободно време на прав начин. Се трудиме да навистина создадеме нешто кое што ќе го разубави и така убавиот град. И уште еден момент кога е во прашање обиколницата, што мислам дека треба сите да не радува, кој што сакаме да имаме убаво уредена држава, е тоа што обиколницата кај што ќе поминува, таму би имало депонија. Така. И сега планирате тоа да го решите, да се урбанизира тој дел и што се планира да има таму? Придобивката која што би ја имале како град од изработката, односно од пуштањето во употреба на еден ваков проект, не е само да спекна намалување на сообраќајниот метеж и можност граѓаните полесно да стигнат и побрзо да стигнат од една до друга точка во градот, туку и можност за перспективен развој на еден потек кој што никогаш не бил урбанизиран претходно и можност за генерирање на приход на општината затоа што околното земјиште со самата урбанизација ќе може да се отуѓува и да генерира приход во општината што само по себе е можност за дополнителен развој. Овде поминува и главна водоводна линија, нова главна водоводна линија, линија 2, која што ќе овозможи еден добар дел од градот пред се високи точки кои што во текот на летните месеци имаат проблем со слабиот притисок од вода, да се реши овој долгогодишен проблем и овој проект е од суштинско значење, вреден повеќе од 1,2 милиони евра и во тек на реализација. Се надевам дека заедно со изградбата на обиколницата ќе бидат пуштени и ќе овозможат основен степен на уреденост на еден дел од градот кој што перспективно на еден среден рок верувам дека ќе се урбанизира, ќе овозможи зона за домување, ќе овозможи зона за лесна индустрија и развој на нашиот град. Како што напоменавте и вие, на оваа локација пред 10, 15, 20 години се наоѓала некогашната депонија во Штип. Сега со самите проекти кои што ги имаме зацртано, замислено, секако дека оваа локација ќе го промени изгледот, функционалноста и намената. Има уште некои моменти, не знам сега точно гледачите колку се запознаени со тоа, дека имате едно вистинско богатство, кое што мислам дека е недоволно искористено, тоа е Кежовица. Има некои карактеристики слични на светски познатата бања Карлови Вари. Температурата на водата била 50 степени, така. Колку што разбрав, се користи за пациентите од клиничкиот центар. Но има ли можност да прерасне во некој вистински спа центар, па ете во Штип да има и спа туризам? Јас сум
некако емотивно поврзан со Бањата Кежовица, затоа што непосредно живеам непосредно до самата Бања Кежовица, но и обиколницата и овој потек кој што сега го комуницираме се наоѓаат во непосредна близина на овие извори. Кежовица како термален извор како извор на термална минерална вода е навистина голем потенцијал за нашиот град, кој што, морам да бидам искрен, не е искористен. 64 целзиусови степени е температурата на водата која што надворешно извира и која што според официјални истражувања, испитувања и физибилити студии е многу слично на Карлови вари. Квалитетот, значи тоа е. Апсолутно. Доста често луѓе кои што доваѓаат на физикална терапија, која што е во рамки на клиничката болница, ја користат оваа лековита вода, но јас се надевам затоа што веќе како град организираме и започнавме процедура и постапка за носење на детален урбанистички план, со кој што детален урбанистички план ќе можеме да го урбанизираме пределот, односно земјиштето наоколу, кое што би било атрактивно за потенцијални инвеститори да направат соодветни спа центри, хотели, соодветни содржини кои што ќе бидат примамливи за нас како град, но и за сите посетители кои што доаѓаат од страна. Ова е фокус и приоритет кон кој што се стремиме и впрочем урбанизацијата која што преку оваа обиколница, преку новата главна водоводна линија, преку носењето на деталниот урбанистички план ја правиме е во насока на нареден период од 5 до 10 години да овозможиме развој на овој дел од градот, вклучувајќи ја стратегијата за еден ваков бањски рекреативен центар кој што морам да бидам искрен, ќе донесе развој на нашиот град, голем потенцијал. Знаете, Штип е, ние милуваме да кажеме дека е центар на Источна Македонија. Немаме рудници, немаме земјоделие, но имаме универзитет, имаме трговија, го имаме Макфест. Полека, гледам, сакате да станете центар на цела Македонија, да не го превземете и главниот град. И јас се надевам дека ќе искористиме можноста на термалните води и дека Штип ќе прерасне во еден бањско-рекреативен центар. Јас би сакала, знам дека малку пречекоривме со времето, но сакам уште за крај, мислам дека нешто што апсолутно се вклопува со она што гледачите милуваат да гледаат на една утринска, тоа е културниот туризам. Знам дека имавте средба со министерот за култура и знам дека во план ви е да обновите многу културни споменици или објекти кои што за жал се во лоша состојба. Апсолутно. Белег на градот е тврдината Исар, која што заслужува конзервација, реставрација, целосно осветлување, нешто кое што како проект веќе го имаме во одредена фаза. Јас се надевам дека во годините кои што следат, во соработка со централната власт преку Министерството за култура ќе влеземе во една фаза на конзервација, реставрација на тврдината Исар. Паралелно на ова го имаме белегот на градот, а тоа е Ново село, како едно од најстарите населби во Штип и населбата Стар Конак, која што исто така е белег на Штип. Една потенцијална можност за развој на туризам. Ние веќе влеговме во една постапка со прекугранична соработка со Бугарија за реставрација на дел од куќите и за поплочување на калдрмата која што била автентична за овој дел од градот. Веќе оваа фаза се реализира, калдрмата веќе се работи, а како втора фаза е реставрација на куќите и фасадите на куќите кои што се наоѓаат во најстарата населба, со што ќе се добие тој автентичен изглед на најстарите населби во нашиот град и можност за презентација на она кое што го имаме како културно богатство. Четарсе е исто така нематеријално заштитено богатство, културно богатство кое што го имаме, а тоа е една традиција да штипјани се искачуваат на тврдината Исар на почетокот на пролета и она кое што е наш приоритет е сите овие културни добра да ги зачуваме и да ги презентираме на најдобар можен начин. Секако овде како локална самоуправа немаме можност, капацитет сами да го направиме тоа. Јас сум сигурен и се надевам дека во соработка со ресорното министерство и со централната власт дека во годините кои што следуваат ќе
ќе овозможиме да се зачува пред се ова културно богатство кое што го имаме како град и да се промовира истото. Јас многу ви благодарам на гостувањето, ви посакувам успешни, убави, модерни модни денови, ете така да речеме, па после тоа ќе се надевам дека ќе добиеме и отчет како ти е поминале. Ви благодарам и на вас за можноста да бидам гостин, да го презентирам сето она кое што се случува во Општина Штип и јас се надевам дека ќе бидете дел од модниот настан, а впрочем ги повикувам еве и сите кои што не следат да бидат следната недела во Штип, да бидат присутни на модните денови и да вкусат добра штипска храна, односно позната штипска пастрамајлија. Слободанка? А со нетрпение ќе очекувам и спа центарот и бањата. Се надевам. Благодарам многу, ви посакувам исто јас успешни манифестации како што и се досега и многу успешни проекти за градот Подисарот, така? Благодарам, да.